млади генерации кои што својот талент кон музиката бараат начин како да излезе на виделина, не освојуваат сите, а сега ќе го освојат и светот. Имено, нашите Лара, Јован и Ирина со "Животот е пред мене", јас велам песна и за големи и мали, ги освои срцата на сите, она преубава тинејџерска љубовна приказна, за која ќе зборуваме во продолжение. Ситно броиме јуниорскиот Евросонг на 11 декември во Ереван, Ерменија. За истиот ќе зборуваме во продолжение, но еве нека биде вовед прилогот. Порака ме разбуди, тојот такт пак ме извади. Другарка ми покажа негова инста објава. Не знам зашто вака прави, пак се фали пред другари, дека сум му девојка. Животот. Навистина се чувствувам исполнето и прекрасно што сум добила ваква прилика и можност. И се надевам дека ќе им се допадне на сите нашата изведба во Ереван и ние ќе дадеме се од себе тоа да изгледа навистина прекрасно. Се уште немам симпатија, рано е. Ние имаме одличен тим, најпрво нели Лара, Ирина и нашите танчерки Мила и Сандра, како и сите композитори и сите останати луѓе кои се вклучени во процесот. Песната навистина не опишува нас, децата, нашите години, како навистина ние го поменуваме нашето детство, сето она што нам ни се случува. Подготовките течат одлично и кореографијата ни е готова и две чекаме да ја видат. Тоа е исполнување на мојот сон и срекна сум што работиме со ваков прекрасен тим. Децата се многу посветени, многу талентирани пред се и кога работиш со талентирани деца е многу лесна работата. Се потрудив текстот да биде младешки соодветен на возраста на децата кои што ќе ја представуваат Македонија и мислам дека го долови в тој момент на симпатии, на се она што се случува во таа возраст. Се пренесува една многу убава детска, но и човечка порака за позитивна енергија, многу аналогна на возраста на децата. Направивме еден многу убав производ заеднички сите како тим и авторски и заедно со Македонската радио телевизија, така што одиме во Ерменија да пренесеме една прекрасна порака на човештвото. За кого? За Македонија! Ако те терам да пееш, Јована, би пеела за мене. Па јас ќе станам и ќе играм на оваа песна. Умилена ми е. Добро. Знаев на емоции дека ќе ја фатам, бидејќи имавме мала расправија. Да, мала, наш. Вака, само да ви кажеме како се почитуваат колеги. Еве вака како мене Иване, да се спочитува делегацијата на Македонската радио телевизија на јуниорскиот Евросонг заедно со представниците Лара, Јован и Ирина, но ќе ми дозволиш од мојата лева страна да го представиме, многу добро познат се разбира. Раде Спасовски, шеф на делегација, огромно задоволство, моја многу драга колешка Дијана Гугова-Атанасова, од другата страна, одговорен уредник на МРТ5, детскиот канал, кој што сите не освојува и млади и стари. Добро утро, Јована. Добро утро, Ване. Добро утро за гледачите на Македонската телевизија. Благодарам за поканата. И добро утро за ова убавина. За звездите, за па малите како звезди. сте? Дали сте добри? Супер сме. Добро утро за Лара, за Јован и за Ирина. Може вака додека микрофонот е само на средина. Заедно со мене со Јована рефренот да го испееме на песната. Може? Може? Вежбавте од сабајле гласните жици, можеме да пееме. Ајде да пробаме вака. Ајде да видиме. Да видиме како. Животот пред мене, секој нов ден.
прекрасен е, има време за сакање. Уште рано е пред мене, секој нов. Браво. Ке не земете на сцена? Ние подготвени сме, добро се надополнуваме. За публика ќе бидеме добри. Добро, некаква поддршка. Ајде, Лара, ќе почнеме од тебе, бидејќи нема да ни замерат останатите гости. Сепак вие сте во центарот на вниманието, од звездите, оние кои што нели излегуваат пред екран и ја представуваат државата, иако цел тим стои позади вас, мораме да ги поздравиме секако. Какво искуство ви со овие денови? Ете, заминувате во недела, песната е одлично прифатена, јас и вчера читав коментари. Јас сакам да читам коментари, посебно убави. Иако се, нели, 90% е на македонски, убаво е да се види како странците си ја пеат и дури има во коментарите дека сакаат да научат македонски. Да, им се допаѓа македонскиот јазик. И им се допаѓа тоа што песната е поголемиот дел е на нашиот јазик, затоа што е убаво да се слушне, нели, друг, освен англискиот. Ова е навистина едно огромно задоволство, едно огромно доживување и искуство, кое што мене ќе ми остане за секогаш во паметење. И ова се навистина возбудливи денови пред да тргнеме, а и таму кога ќе стигнеме во Ереван, ќе не понесе сета таа атмосфера и дружбата со другите представеници, навистина ќе биде прекрасно. Вие сте нашите бренд амбасадори сега. Може и да го вклучиме и Јован, како машко во целата екипа. Верувам дека заштитнички кон девојките ќе ги чуваш таму, така, добро, ќе се грижиш за нив. Внесуваш еден нов сегмент, многу популарен меѓу младите сега во песната. Иако не е за тебе овој прв настап, имаш некоја трема сега пред настапот? Обкружен со толку жени на сцената. Јас, бидејќи се надпреварувам по танц и одамна доста надпревари, некако немам трема, но повеќе возбуда, така да... така, таа позитивна, да, позитивна возбуда, да, и немам некоја трема и се надам дека супер ќе си поминеме таму во Ереван. Ирина? Ајде да слушнеме и тебе. Па, искрено морам да кажам дека јас позитивната трема секогаш тука е присутна со нас. И ова за мене представува едно големо искуство, надградување на кариерата, што можам да кажам, надградување на искуствата и верувам дека ќе ми остане во долго паметење. Почнавте да се пакувате? Да. Јован, ти се јавуваат девојкиве да паничат. Не ми собира, не се серво куферот, не ми собира ова кима. Тебе ќе ставиме се. Тоа веќе завршено е или допрва почнува таа возба? Не, уште се спремаме, не сме. Чекај да видиме сега делегацијата дали се пакува. Да, е да сега Дијана ќе ни дозволи со оглед искуството на Раде, да почнеме со него. Со оглед вашето искуство, што е она важно сега како последна подготовка, иако знам дека напорно работевте со Дијана, што е последно важно пред да се тргне, позитивната атмосфера, доброто расположение и живи и здрави. Секако пред да се тргне, најважно е да не ги заборавиме пастошите. Така. Значи и визите. Да, визите, да, и визите за Ерменија затоа што ни требаат визи. Подготовките се направени, значи најбитно е сега во овој период децава да ги опуштиме, да не да внимаваме на нивното здравје, тоа е најбитното во последниве денови пред тргнувањето, затоа што не чека една малку да кажам напорна недела, не тешка, сигурно исполнета и со возбудување и со други настани, меѓутоа сепак не е така едноставно како што се гледа од страна дека тоа недела. И забавно. Да. Така да ќе има и забави, ќе има и се и дружење, меѓутоа сепак манифестацијата е битна, пеењето мора да внимаваме и на сите ситници таму што влијаат на тоа децава се чувствуваат добро. Така да ние ќе бидеме тие што ќе внимаваме на нив, да бидат опуштени, релаксирани и да бидат спремни за еден добар настап. Тоа веруваме дека ќе биде така. Дијана, некако Македонија на секој детски евросонг од година во година се повеќе ги зголемува очекувањето. Верувам и господин Раде ќе се согласи со мене на светската публика, бидејќи навистина секоја година нудиме одлично спакуван производ и некако ги воодушевуваме луѓето ширум светот, во смисла каква детска музика имаме. Неколку години секогаш имаме многу добар спакуван производ, односно песна. Така. Целосно. Токму така, исклучително квалитетна песна, изведувачите
секогаш се квалитетни се разбира. Тоа може да се види и на самиот надпревар секоја година, колку добро котираме и на кое место сме. Апсолутно со вакви млади, талентирани, воспитани луѓе, пред се морам да кажам, верувајте дека ќе имаме одличен резултати оваа година во Ерменија. Диана, молам, да сите се стрчаа да те пригрнат ова утро, ти си нивната поддршка, позитивна енергија, ветер во грбот, заедно со Раде се разбира, таму ќе бидете во Ереван, во Ерменија. Оно што сакам да те прашам, со оглед на тоа дека постојано периодот напорно работите, ги следите сите представници, коментари, така натаму се подготвувате, кој е оној X фактор, така наречен добро познат народски, кој што треба да се има за добар настап? Што мислиш? Па мислам дека за тоа, ако сакаш да алудираш на кој би победил, што треба да има победник? Не алудирам на тоа, не алудирам. За нас се тие победниците. Апсолутно, да. Но ете што е тоа што треба на сцената? Љубовта кон работата, кога искрено ќе пристапиш кон она кое што го правиш со многу посветеност, многу голема одговорност, а тоа го прават токму овие деца. Лара, Јован и Ирина ги гледате. Не можам да ви доловам низ целиот овој период, од април, од кога се случи аудицијата, до сега колку многу посветено се работи професионално и одговорно пред се. Затоа што знаат дека не одат они таму на шетање, напротив, одат да представат пред се својата земја Македонија и јавниот сервис. Голема одговорност е тоа. Дечиња, ако се дечиња, ви се тоа од милост. Доволно сте возрастни да настапите на таа сцена, но и доволно сте мали за нас. Во смисла, кога ве нарекуваме дечиња, дефинитивно ја имате сватено и прифатено одговорноста на највисоко можно ниво, тоа се гледа. Сигурно и на тимот беше убаво сите овие изминати денови, изминати недели да работите со нив и после Евровизијата се ќе ви недостасуваат. Да, секогаш. Обострано ќе биде тоа. Секогаш е тоа така. Значи, кога ќе заврши детската Евровизија, меѓутоа остануваме во контакти и понатаму, се дружиме и потоа, така да сигурно тука сме во Скопје, ќе се дружиме и понатаму, ќе се гледаме и ќе ги пратиме нивните понатамошни настапи и успеси, верувам. Затоа што некои од децата што настапија на детската Евровизија од претходните години веќе се етаблирани звезди со настапи на фестивали и така натаму, така да верувам и од нив дека ќе се отвори патот за понатаму. Апсолутно, за вакви талентирани деца не очекува, верувајте, светла иднина. Морам да кажам, пред разговорот погледнавме прилог, односно дел од подготовките што се случува во меѓувреме пред да заминеме во Ерменија. Гледачите имаа можност да видат со колку многу љубов се работи повторно. Ќе кажам, толку одговорни деца не можам да ги пофалам, што се толку прекрасни, нека ме прекине некој подобро. Ова е искуство кое што ќе го паметите цел живот. Ви посакувам да ви биде најубаво искуството. Раде, за тебе уште еден јуниорски Евросонг. Се надевам дека ќе го поминеш онака како што треба, во добро расположение. А за тебе, драга моја Диана, едно ново искуство, кое што гледам со каква жар го подготвуваш, посакам да ти биде најубаво. Имате можност, да, бидејќи сме заедно во телевизија, да и телефонските разговори со стануците не гледате кога се собираме. Се гледаме, се слушаме. Добро, нема да откривам, добро. Да се пошегувам.